Имавме одличен состанок, му благодарам на претседателот на комората за поканата. Целта на состанокот беше да презентираме нашата програма на локално ниво пред се за Скопје и другите општини кои што ги тангираат на нивните интереси во однос на функционирањето на зоната пред се во Избегово. Сметам дека ова е единствениот начин на кој што треба да се функционира, да политиката биде алатка за да им служи во контекст на денешната посета на компаниите и на бизнисите. Со ова докажуваме и покажуваме дека сме инклузивни, дека ги слушаме предлозите на сите чинители и впрочем сите предлози кои што доаѓаат од нас се темелат на вистинските проблеми, барања, но и предлог решение на луѓето кои што се соочуваат со тие проблеми. Нема никаква логика да решенија се наметнуваат или да се нема никаков слух за луѓето кои што секојдневно работат, придонесуваат за економијата во земјава, а за жал гледаме изминативе 4 години никој во Скопје, ниту градоначалничката, ниту предпријатијата водени од ВМРО ДПМН немале слух. Конкретно во Избегово проблеми со патот, со депонија, едноставно дури загрозување на безбедноста на близу 8000 луѓе кои секојдневно одат и се движат во тој дел на Скопје. Ги слушнавме нивните предлози, презентирајќи ја нашата програма, видовме дека веќе имаме визија за решение на некои проблеми, меѓутоа секако дека луѓето има сугестии кои што секако ќе бидат инкорпорирани во нашите програми. Тоа што друго споделивме е тоа што го слушаме целиот изминат период, сериозни проблеми со наплатата на повратот на ДДВ, огромен долг на државата и општините, близу 700 милиони евра, од кои близу 100 веројатно за поврат на ДДВ од засега непознати причини. Државата не ги исплаќа своите обврски, сериозно е загрозена ликвидноста на стопанството во државата. Сметам дека тоа е само еден од показателите за лошите економски политики кои ги води оваа влада. Сугерираме, предлагаме, тие едноставно немаат слух да излезат во пресред на вистинските потреби на граѓаните и на компаниите.